СДСМ како целосно да го загуби компасот. Последниот период со партиската реторика повеќе наликуваат на опозиција во Србија отколку во Македонија. Во денешното соопштение повторно се занимаваат со политичката состојба кај северниот сосед. Главна тема е српскиот претседател Александар Вучич. Според социјалдемократите тој до вчера го фалел претседателот на САД Доналд Трамп, а сега по апсењето на првиот човек на Венецуела Николас Мадуро директно го напаѓал и лично и преку специјална координирана програма на своите медиуми. Се тоа се случува поради паниката на Вучик дека тој може да биде следниот на листата на американски санкции за корупција и криминал. Американскиот претседател Трамп најавува понатамошни акции во светот, нагласувајќи дека Колумбија е следна на ред поради обвинувања за кокаински фабрики и дрога, предупредувајќи го претседателот Густаво Петро да внимава на себе. Овде не е крајот, очигледно постои некоја подолга листа. Дел од соопштенијата на СДСМ со одредени граматички грешки наликуваат како лошо преведени од друг јазик. Од ВМРО ДПМН реагираат дека станува збор за чаршав текстови пратени од Белград, а напишани од екс-советникот на ЗАЕВ Зоран Башановиќ со претежна анализа на политичката сцена во Србија. Од владачката партија велат дека ова го прави Венко Филипче, опозиција на батерии во Србија, а не во Македонија. Потенцираат дека лидерот на СДСМ со златна виза од Дубај, бизнеси и сметки во Бугарија и политички ментори од Србија со старател ЗАЕВ не може да биде иднина на оваа држава. ВМРО ДПМН не се меша во политичките состојби во Србија и за нас единствен интерес е интересот на македонските граѓани. Но обседноста на Венко со Србија, со лошо преведени чаршав соопштенија од српски јазик, пледира да го претвори Венко во мал Шешелј, кога алчноста и подпросечноста на ЗАЕВ ќе се спои со сервилноста на Филипче, резултатот на таквата симбиоза е ЗАЕВче. Ова заевче на политичката сцена ја води СДС кон сигурно исчезнување и пасокизација, што е избор со кој ние не сме срекни, но е пат кој тие самите го одбрале. Инаку СДСМ последниот период се како во некој лов на вештерки, па покрај за политичката сцена во Србија влегоа во отворени лични пресметки со новинари и своји членови, поранешни видни партиски функционери, поради критики за работата на актуелното раководство, побарано исклучување од партијата за Јован Деспотовски, кој му беше против кандидат на Филипче за лидерската позиција во партијата. На партискиот претседател не му се допадна ниту тоа што поранешниот градоначалник на Скопје Петре Шилегов побара оставки во партијата, па го обвини дека одработувал за други политички центри. На пиар службата на Бихачка не и се допаѓа ниту критиките од уште еден поранешен градоначалник, оној на центар Саша Богдановиќ. Велат дека за пари ги продал партијата и бил одработувач на Александар Вучич во Македонија. Социјалдемократите преку низа соопштенија секојдневно се занимаваат и со работата на новинарот Бранко Геровски, односно неговите текстови за работата на партиското раководство.